Од средните училишта во Англија ќе биде попарано да размислат за обезбедување на летни училишта и настава со физичко присуство како дел од напорите да им се помогне на учениците да го достигнат испуштеното темпо. Најавени се 420 милиони фунти за финансирање, заедно со 300 милиони фунти најавени за проектите за наплата во јануари. Премиерот Борис Џонсон рече дека парите ќе помогнат да се обезбеди за тоа ниту едно дете да не остане зад себе поради пандемијата од коронавирусот. Наставниците, експертите и синдикатите ги нарекува парите добар почеток. Премиерот потврди дека сите ученици ќе се вратат во училниците од 8 март како дел од првиот чекор на патоказот за олеснување на блокирањето на Англија. Гана стана првата земја што прими вакцини за коронавирусот преку Ковакс механизмот. Програмата на Светската здравствена организација има за цел да обезбеди правилно споделување на вакцините меѓу сите нации. Ковакс има за цел да испорача околу 2 милиарди дози вакцини против коронавирусот на глобално ниво до крајот на оваа година. Многу богати нации кои започнаа со сопствени вакцинации пред неколку месеци наидоа на критики за купување или нарачување повеќе вакцини отколку што им требаат. Вкупно 600.000 дози на вакцини развиени од AstraZeneca и Универзитетот Оксфорд и произведени од Институтот за серум во Индија пристигнаа во главниот град на Гана во Акра оваа среда.